Па Новак Џоковиќ кога ја освои Олимпијадата? Кога сите мислевме дека ќе се пензионира. Зошто? И по неколку неуспеси. И после неколку неуспеси, да. Зошто? Па беше упорен, беше истраен, доследен, јасна цел, идентитет врзан околу таа цел, структура, дисциплина. Значи дисциплината е поважна од мотивацијата. Па на долги стази за да обезбедиме одржливост, да, во почеток мотивацијата е импулс, како велиме искра. Ама нема оган без дисциплина, може да се разгори. Секоја следна генерација е попаметна од претходната. Прв пат, откако се почнати тие мерења, ние имаме генерација која што има интелектуални способности помали од претходната. Добре дојдовте во новата епизода на подкастот Смисла. Денеска ќе зборуваме за една многу актуелна тема, за мотивацијата. Црквата за неа ќе ви каже дека нејзиниот корен го наоѓаме во христијанството. Верата без дела е мртва, дај крв за да примиш дух, до воскресението се стасува преку крстот. Тоа значи подвиг, себеодрекување, воздржание. Психологијата пак ќе ви каже акција пред емоција. Систем, дисциплина пред резултати. За оваа тема, наша денешна гостинка е Тина Васков од Центарот за невропсихологија, психологија и психотерапија. Тина, повторно добре дојде во нашиот подкаст. Добро ве најдов и многу се радувам што сум повторно гостинка во вашиот подкаст. Минатиот пат уживав. И да и ние знаете исто така. дека ова повторно е токму и во голем дел на барање од нашите следбеници, односно оние кои што го слушаат подкастот Смисла, затоа што на вистина најдоа и задоволство, но и би рекол добри совети и поука во вашето прво гостување, па затоа решивме да го повториме исто. Баш се радувам. Така. Тина, ќе почнеме со нешто кое што ми се чини дека е најпознато кога станува збор за мотивацијата, а тоа е дека мораме да се чувствуваме мотивирани за да започнеме со некоја дејност, работа или слично. Мит или вистина? Мит. Мотивацијата ние мислиме дека ја знаеме и ја познаваме, секојдневно ја живееме или не ја живееме, како и да е, нели, имаме контакт со тоа, со тој дел од нас, ама има многу митови. Ова е еден од тие. Зошто е мит? Затоа што понекогаш, тоа понекогаш и не е толку ретко, корисно е да почнеме со акција, а потоа мотивацијата следи. Не секогаш мора да чекаме нешто од надвор да не мотивира или некоја внатрешна лична мотивација. И сега ќе кажеме, па како тогаш, зошто би тргнала да правам нешто. Доколку мотивацијата е многу флуидна, многу променлива, многу така ни се лизга низ раце. Меѓутоа, ако ги преведеме одлуките на когнитивно ниво, тогаш, например, имам одреден здравствен проблем и сега можеби не сум мотивирана за вежбање, но ако, не знам, интернистот или кардиологот рекол дека треба пешачење или треба кардиоактивност и така натаму, можеби воопшто не сум мотивирана за тоа. Ама ја подигам одлуката на когнитивно ниво и велам вака, окей, јас од понеделник, што не е добро, се почнува од сега, од денес, или може и од петок да почнеме, одам 3 пати неделно на, да кажеме, не знам, 3 пати неделно одам на јога. Од толку и од толку часот. Не морам да сум мотивирана. Може би одам, нозете ми се враќаат, може би надвор врне, ладно е, ама воопшто немам никаква мотивација.
Но ако на когнитивно ниво сум донела одлука дека одам, јас излегувам и одам. И првиот пат веројатно ќе ми биде многу мачно, ама ќе се вратам дома задоволна дека сепак отидов. Значи, што е таа мала победа? Мала победа, прв чекор, акција. Тоа е мала награда, тоа е допамин за нашиот мозок. Аха, следниот пат ќе отидам повторно тешко, ама малку полесно од првиот пат. Веќе после третиот пат, освен што сум задоволна што сум отишла, јас сум задоволна и од тоа почнувам на телото да чувствувам некакви разлики, нели? По-жива, по-удобно ми е во собственото тело. Тоа е повторно награда. И тука веќе, можеби после третиот пат, можеби после 13-тиот пат, меѓутоа почнуваме постепено, автентично да се чувствуваме мотивирани, во случајов, нели, да одам на јога или да одам на вежбање. Така што не секогаш мора да чекаме однапред да бидеме мотивирани. Некогаш е доволно на рационално ниво, што е тоа што ми е потребно, што е тоа што ми користи, зошто ова треба, знаење. Па не се сите мотивирани да завршат факултет, па завршуваат. Така. Да. Дали ова значи дека мотивацијата е повеќе внатрешна вредност, особина, или понекогаш е поврзана и со надворешните дразби? Тука е и тоа е вистина. Често пати почнува како надворешна и во тој случај ни помага да стартуваме некаква активност. Но ако таа надворешна мотивација не ја врземе автентично за нешто што сум јас, мене што ми е значено и зошто ми е значено, тогаш ќе ја стартувам активноста, меѓутоа нема да трае долго и нема да има резултат. Доколку, например, почнам со студирање, учење, така, затоа што, не знам, сме разговарале дома, па ако завршам факултет, па ќе работам ова, па не знам, мојот квалитет на живот ќе биде таков, па не знам, ќе имам такви и такви можности. Се е тоа окей и тоа е доволно да јас почнам да студирам, да. Но, ако не го поврзам со своја лична вредност, зошто мене ми е важно да завршам психологија, зошто јас сакам да го работам ова, тоа не води кон долгорочен резултат. Можем и да завршам психологија и потоа да безброј примери имаме. Некој ќе заврши некој факултет и потоа не го работи тоа, работи нешто сосема друго, доколку не успеал автентично да се врзе за она што првично било надворешен мотив. Така што надворешната мотивација да, постои и може да не одведе на вистина во некој сегмент кој што ни е значаен. Но за да истраеме и за да имаме долгорочен резултат, треба да го врземе за себе лично. Така што, јас ако се прашувам, без внатрешна мотивација ништо. Веројатно без неа не би можеле да се издржат и оние препреки кои што на тој пат. Да. Краток одговор би бил да, еве јас сега во моментов семејна ситуација, каде што на мој близок член од семејството ќе се препознае да не го именувам. Кажано му е дека не треба да пуши заради одредена здравствена состојба и така натаму. Додека трае тој разговор и нели дома извесен период од недела или можеби и пократко, се намалува бројот на цигарите, одлуката, но што се случува? Втората, третата недела, повторно, истите навики. Зошто? Затоа што не е интегрирана. Значи, мотивацијата била од надвор, лекарот ми кажа дека треба да прекинам со пушење, не да намалам, да прекинам, но ако јас не интегрирам зошто мене ми е важно, јас ќе намалам една недела, 2 недели, 1 месец и ќе се вратам повторно на старите навики. Така што... Добро, ти зошто, на што е тоа резултат? Нели, откажувањето или недоволната мотивираност? Дали е тоа премногу зависноста од она на кое што сме се навикнале, па сега не сме подготвени, нели, за промена или не сме подготвени да направиме нешто повеќе? Ние, например, во духовниот пристап тоа го нарекуваме колку подолго влегува клинот, нели, потешко е да се извади, па дури на крај се навикнуваме со него да се шетаме и да живееме. Да. Зошто е така?
Јас би рекла, човечкиот ум е чудесен. Барем за мене е чудесен и никогаш не е една димензија или еден чинител. Секогаш е комплекс од многу фактори, од многу чинители. Во конкретниот случај, поготово кога станува збор за навики, еве јас сега повторно не можам да не се поврзам со мозокот. Мозокот сака предвидливост. Мозокот сака познато. На сигурно да е. На сигурно да е. Па макар тоа и да ми штети. И што се случува? Вмрежува неврони. Нашиот мозок е патека. Секој од нас има своја архитектура. И во таа архитектура влегуваат безброј патеки од вмрежени неврони. Кога ние конкретно кога зборуваме за мотивација да смениме некоја штетна навика, ние всушност многу процеси се одвиваат. Прво треба овие вмрежени неврони да ја земам цигарата, да ја запалам или за некоја друга штетна навика. Да уживам со кафе или например, да. Тие треба прво врските да ги раскинеме. Како ќе ги раскинеме? Ако не го повторуваме дејството. И потоа, слободните неврони што ќе останат, тие бараат да се вмрежат на друго место. Rewiring е тој процес. Колку подолго сме ја живееле навиката, добра или лоша, толку повеќе неврони се вмрежени. И толку подолго трае процесот на rewiring, односно да ги пренасочиме, да ги реканализираме во некоја друга насока, кон некоја друга корисна навика или да. Да. Тоа е едно. Друго, и кога се бориме со одреден тип на зависности, нели, мотивацијата е клучен фактор. Меѓутоа, да се истрае, не е доволно ниту само да се избориме со навиката за пушење. Треба да отидеме чекор понатаму и да си кажем, чекај, што стои за таа навика? Каква потреба задоволува личноста со таа навика? Па потоа треба да се преместиме и да погледнеме на потребата. Така, зошто го правам тоа? Или младиве во социјална средина пијат, нели? Знаеме дека како појава е, за жал се почесто. Меѓутоа, која потреба ја задоволуваат? Да бидат прифатени од врсниците, да бидат препознаени како рамни на нив, еднакви. Така што, затоа велам комплексно и никогаш не е само едно. Но мотивацијата е веројатно еден од првите чекори, ако не и прв. Ајде, кога сме тука, сакам да можеби да отвориме две, еве како фуснота, две теми, две темички. Имено, дали можеме да речеме дека постои секако секоја крајност, знаеме дека не е нели добра, но дали постои, еве, ајде да ја опишам така како нелогична мотивација. Што сакам да кажам? Еве, знам, кај мене, кај што живеам, од спротива се отвори Калистеникс парк. И јас прв пат дознав за таков термин, нели, она е тоа улично вежбање и така натаму и така натаму. И гледам некои личности и ликови кои што добро се присутни секојдневно и супер е тоа, значи имаат мотивација, имаат цел зашто нели го прават тоа, но разбрав и за некои случаи, например, каде што веќе не можат да живеат доколку не го исполнат нормата, не ја исполнат, па не знам, од сабајле одат се качуваат на водно, па после доаѓаат, вежбаат, па на крај повторно прават некој тренинг. И јас сега велам, а што друго прават во текот, нели, на. Сега, дали ова има смисла? Можеби за нас нема. Така. Ама ако нив ги прашаме, веројатно има некаква смисла. Зошто? Затоа што, еве, која е потребата што стои за оваа навика? Од сабајле, не знам, на планина, па на вежбање, па навечер можеби повторно одат некаде. Можеби го држат денот зафатен. Зошто? Можеби бегаат од нешто друго. Или можеби произведуваат, ако се борат со, еве сега, не знам како отидовме со некаков проблем од адиктивна природа. Тие што прават? Произведуваат допамин. Потребен им е допамин. Како се произведува допамин? Најдобро преку физичка активност. И сега нам ни личи нелогично, а некој можеби едноставно бега од дома. Така што можеби ни изгледа нелогично зашто само не знаеме што се случува во неговата глава. А ако седне спроти нас и ни каже, работите ќе го разбереме, смисла. Ајде се втората звездичка кога сме тука. Дали треба да се поттикнува скромна мотивација
или пак некогаш, а веројатно зависи од од случајот, можеби треба да одиме кон цел која што високи цели. Еве вие некако ми го сугериравте тоа, именно кога зборувавте за крајната цел на мотивацијата, например да завршам факултет, а не зборуваме за сите оние чекори кои што се доволна мотивација и ни даваат сатисфакција, нели, стекнување на некакво знаење што сме го немале претходно, стекнување на дисциплина. Колку е некогаш важно да го почувствуваме скромноста во мотивацијата, дека и тие ситни чекори треба да ги вреднуваме доволно како она кое што во почетокот сме го зацртали. Без нив, всушност, крајната цел не би се остварила. Инаку, скромноста како човекова особина, ако јас се прашувам, би рекла дека е за мене е високо рангирана и е доблест извонредна. И ако за нешто жалам од денешново време во кое живееме, тоа е недостаток на скромност, ајде да не кажам отсуство на скромност. Така што, дали е важна? Да. Дали овие чекори се важни? Дотолку се важни што без нив крајната цел не би се исполнила. И затоа е важна таа внатрешна мотивација. Можеби јас сакам да завршам факултет и тоа е некоја цел, сега тој пример го земаме по 4 години. Но, како ќе изградам внатрешната мотивација? Сум положила еден испит, сум се чувствувала убаво, сум добила позитивен фидбек или убава награда, нели, како оцена и така натаму. Секоја оцена е мотивација. Секој фидбек што ќе го добиеме од професорот е мотивација. Се она што сме научиле одејќи на предавање или одејќи на вежби е мотивација. Јас нема да заборавам како студент на психологија првите мои искуства на клиника за психијатрија кога не однесоа, нели, да вежби имавме и не носеа. Тоа го помнам и го помнам како средно медицинско завршив. 3-та или 4-та година бевме средно, не носеа во градска болница на хирургија, а после тоа и на клиника на хирургија. И кога тоа е, никогаш нема да го заборавам. И тоа е таква мотивација, ако мене нешто ме задржа, јас кога студирав психологија не беше модерно. Ние во тоа време бевме некако граѓани од втор ред. Ама не се. Тоа е тоа што ме задржа да продолжам, да си го завршам тоа што сум тргнала да го учам и потоа да се насочам веројатно на најмедицинската психологија, клиничка невропсихологија. Така што тие скромни мотиви всушност се одлучувачки и секој од нас ако погледне во себе ќе најде нешто навиду мало кое што било одлучувачко во некои одлуки што сме ги носеле во животот. Така што да, многу се значи. Веројатно како денес да не сакаме да ја гледаме крупната слика или мозаикот, туку нели сакаме само да го видиме финалето на нештото. Брзо. Ама колку има квалитет во тоа брзо. И не изградува тоа на некој начин. Не гради, нема вредностите се така под голем знак прашалник се доведуваат кога нештото брзо го добиваме. Ако ние не сме се потрудиле околу тоа, ако не сме вложиле напор, па каде е радост? Еве, ми текнува една ситуација, сега беше Великденскиот пост помина и со една од верничките вели ми се јава вика отец, јас сум многу разочарана, се омрсив, не издржав, нели, да го допостам постов, некаде беше при крај. Јас си велам, овие денови што ги постеше ќе ги фрлиме во вода? Па не. Па викам, добро, зошто не си задоволна? Ете, доволно си издржала, овој пат не, може би ти се случило, околностите такви. И велам, ајде да се договориме барем 3-4-5 дена до крај, дали може. Сега продолжи мрси. Не треба сега да се враќаш на постот. Но дали ќе можеш последните 5 дена или последната недела? Па ќе можам. Значи, сакајки или потенцирајки го тоа, зошто да не биде задоволна за првите 2 недели што ги издржала? Да. Па тука е уствари разликата во ако ова го именуваме, ако баш сакаме да го симплифицираме и да го именуваме како неуспех, иако јас не го гледам како неуспех, ама да го наречеме така. Неуспехот за некого може да значи јас не сум вреден, не сум истраен, не заслужувам и тоа да биде ужасно демотивирачки и да се откажам и од овој пост и од секој следен пост и да кажам мене не ме бива, јас не сум за ова. Од една страна, тоа е едното сценарио. Меѓутоа може да биде предизвик. Да. Другото сценарио е токму тоа. Океј, ако првиот пат не сум издржала или ако овој пат не сум издржала, тоа не значи дека јас не можам. Тоа само значи дека
Во ова дадена ситуација, моите капацитети биле тие. Во следна ситуација, или ова е баш пристап во когнитивно-бихевиорална терапија, веројатно не сте ни знаеле. Не. Предпоставам. Меѓутоа, токму тоа го практикуваме. Тоа не значи ниту дека сум ужасен, ниту дека сум безвреден. Тоа само и тоа не ја дефинира целата моја личност, таа една ситуација. Туку, еве, ќе постам последната недела, ќе се обидам на следниот пост да истрам малку повеќе, евентуално да го издржам целиот пост, и постот е предизвик. Так. Кога би било лесно, нели сите би го можеле. Так. Меѓутоа е предизвик. И една недела е добивка. Следниот пат не мора да е цел пост. Капацитетите може да растат. Значи, дека... И знаете, луѓето често пати сега тргнуваат од никогаш не постел, а си лично се на 40 на 50 години и сега почнува веднаш ка сака 7 недели да издржи. Дури не е ни логично, нели, да можеш, така? Да навиката ја немаш. Да. Друго, вие, нели, навиката во постот, меѓу останатото, вклучува откажување. Ако станува збор за личност која генерално не е навикната да се откажува, па како ќе издржи откажување од 7 недели, па некојаш 7 сати се проблем. А како ќе знае дека може или не може да издржи ако не проба? Во тоа е предизвикот, уствари. И тоа е мотивацијата, уствари, нели, да се обидам, да видам колку можам да истрам. Нели, ако не истрам, нема да се камшикувам, ќе се обидам пак. Но искрено, денес како да го сведуваме животот и секојдневието на еден обид. И мислиме дека имаме еден обид за нештата, како да не размислуваме дека добро сега стигнав до ова, не стигнав од А до Б, но стигнав негде до половина, ќе се обидам нели следниот пат, па и трети, и четврти, и пети, па и 100 пат ако треба. Нели сакаме да си ги намалуваме капацитетите. Па си ги намалуваме самите на себе, им ги намалуваме на нашите поколенија, веројатно прифаќајќи и толерирајќи одредени работи, и ги намалуваме и нивните капацитети. Да, се сакаме бргу, се сакаме веднаш, и тука некаде и мотивацијата нели се доведува под голем знак прашалник. Правите, големите вредности, убавите работи, многу пати ние негини долго време треба да помине, самиот процес се движи, тече, меѓутоа нема резултат, треба да помине извесно време додека да ги видиме почетните резултати. Сега, трпение за тоа немаме. Немаме ниту ние, зборувам како возрастни личности, меѓутоа немаат ни младите генерации. Одговорноста за тоа лежи и во нив, меѓутоа во најголем дел лежи во примерот нас. не го добиле. Да, примерот не го добиле, баш така. И друго, ние не сме навикнати, ние не ги оставаме, не ги учиме нашите деца да бидат толерантни на фрустрација. Пред да се креира потребата, ние ја задоволуваме. Пред да станат патиките, не знам, излитени, ние купуваме нови патики. Пред да посакаат да одат на некаков спорт, ние велиме, сакаш тенис, сакаш фудбал, сакаш не знам што. Так. Не дозволуваме кај нив да се креира потреба. Не дозволуваме да живеат фрустрација. Да, живеј малку, сите дури да сгрешат. Ги лишиме од искуствата. Да. И потоа се сакаат брзо. Па да. Така се навикнати. Да. Така, тој модел го усвоиле, тоа сме го креирале. Зборувам, не само ние тројца, него како општество генерално, така што секој време има своји вредности, нели и убави страни, меѓутоа има и негативни, ама јас некако го гледам како многу негативно, што ги губиме некои традиционални вредности. Меѓу другото, тука и трпението, нели, не може се веднаш. И некако не се обидуваме, нели, во историјава, во секоја фаза, нели, си имала своји аномалии, но како луѓето да се труделе да ги поправаат и да се обидувале да го надминат она кое што како негативно искуство или предизвик ќе се појавил. Денес како да сме, не знам, јас често пати тоа го поврзувам со зомби филмовиве што се снимаат, нели, па ни покажуваат популација на зомби луѓе. Јас мислам дека ние денеска го живееме таа реалност на зомбизмот. На некој начин, да. И сигурно движиме натаму доколку нешто подитно не се смени. Да. Не знам колку сте во тек,
студииве што се работат. Ние, нели, пред емисија зборувавме за едни студии, ова е сега друга студија. Ова е сега првата генерација која што, откако сме почнале човештвото да го следиме развојот на човековите когнитивни потенцијали и интелектуални потенцијали, секоја следна генерација е попаметна од претходната. Прв пат, откако се почнати тие мерења, ние имаме генерација која што има интелектуални способности помали од претходната. Затоа сме заслужни сите. А од друга страна технолошки напредок многу поголем од порано. Јас би рекла токму заради парадоксално. Затоа што мене ќе дојдат, ние меѓу другото во когниција работиме и когнитивен тренинг, когнитивна стимулација. И ќе ми кажат, ма зошто ми е потребно сега, на помала возраст, множење, делење, зошто ми е потребно се имам на компјутер, само треба да знам да се снајдам. Тоа не е вистина. Зошто? Како јас само треба да знам да се снајдам, како ќе размислувам, ако во главата немам знаење? А како ќе имам знаење ако не ги стекнам? Преку учење, преку меморирање, преку поврзување, логичко размислување. Тие знаења ми помагаат потоа да се снајдам. Не е доволно само да стиснам и да употребам. Така што мислам дека е системски. Мислам дека е системски. Тина, пред да преминиме на следниот мит, еве да го наречеме врзан со мотивацијата, би сакала еве така како едно заокружување на внатрешната и на надворешната мотивација да дадеме. Како се воспоставува таа стабилна внатрешна мотивација? Дали преку тие постојани мали чекори, дали може би преку уживање во самиот процес до стасување до целта? И се ова што го кажавте е всушност алатката. Малите чекори, односно првиот чекор е неопходен. И потоа, малите чекори всушност ја градат навиката. Изградена навика, која што ја повторуваме редовно, станува автоматизам. Тоа значи дека со многу помалку енергија ги правиме работите. Нели наутро кога ќе станам, легувам во купател, мијам заби, јас не размислувам дали сакам да измијам заби, автоматизмот е создаден, така? Или кога од дома одам до работа пешки, јас не размислувам каде, патеката е трасирана. Значи, градиме навики. Градиме навики преку редовно повторување. За редовно повторување ни е потребна дисциплина. Потребна ни е истрајност во тие обиди. Потоа, по попат, додека ги правиме сите тие работи, многу е пожелно да најдеме начин, модел како да уживаме во нештата. Така? Како да си направам да ми биде интересно. Па, еве, јас сега нешто почнувам. Јас се трудам цело време ментална гимнастика, когнитивен тренинг, ви го препорачувам тоа и вам и на тие што ќе не слушаат. И сега во поскоро време, од неодамна почнав да учам грчки. И сега јас грчки не слушам секој ден. Како да си направам да ми биде интересно. Па си земав една тетрадка, јас сум мачкољубец и општо животни сакам. Тетрадката ми е со мачки. Па си ги земав, многу ми е убава. Па убави пенкалца кои што пишуваат, па фломастерчиња, обоено, не знам жолто, не знам розово. Значи си правам да ми биде интересно, си правам да ми биде убава. Како ја воведувам структурата? Секој ден нема амбициозни планови, мали планови, 10 минути, 15, пола саат ако можам, уште подобро. Уживам во процесот, па ќе си пуштам сега благодарение на технологијата, можам да го слушнам изговорот. Па тоа ми прави да ми биде... Дуолинго, прво беше Дуолинго, да. Така што, сите тие чекори, всушност, е начинот како ние ја градиме мотивацијата. И сум ги ја научила, например, азбуката, броевите, деновите во неделата, не знам, месеците во годината. Раскажувам на сите околу мене. Зошто? За да ми биде интересно. И така и си го, нели, зацврстувам знаењето. И радост. Еви сега додека зборувам, веројатно, задоволството. Така ја градите мотивацијата. Не е тоа кој знае што, ја не сум научила грчки, јас само сум почнала да учам. Меѓутоа, ја градиме мотивацијата постепено. Чекор по чекор. И секогаш се тие малите скромни чекори. Така. Без нив ништо. Кој знае кога ќе научам. Неважно, не се обезвреднувам. Така.
Тоа колку е важно, нели, тој момент, она што цело време го спомнуваме, сакаме се на брзака, нели, како што велиме, колку треба да го стекнеме и како поединци, но можеби и како народ, ете тој квалитет или тоа познание дека треба се потрудиме за нештата, ама и да не дојдат, нели, како краен исход. Тоа е тоа, сатисфакцијата е во И во патувањето има сатисфакција. Да. Всушност, можеби најголемата сатисфакција е во патувањето. Не мора секогаш исходот да биде како што сме го замислиле. Понекогаш околностите толку ќе се сменат, што исходот понекогаш станува и бесмислен, така? Можеби јас сега сакам да учам грчки, ми е интересно, и ми е пријатно, и ми е забавно, меѓутоа ако има војна или ако има земјотрес, како не знам, грчки ќе пропадне тоа? Некој друг Нешто друго ќе предизвик, биде да, приоритет, да. така? Так. Така што, но задоволството што сум го имала Останало. додека сум учела, останува. Така. Во врска со мотивацијата, често слушаме една многу интересна, провокативна, би рекла и малку лишена од реалност, реченица дека ако некогаш нешто многу силно сакаме, дека ќе успееме во тоа. И тој е комплетен мит. Јас во тоа не верувам. Да. Мит на Затоа и квадрат. реков дека е малку ми е лишено од реалноста. Да. Зошто? Затоа што го слушам и јас тоа во секојдневната пракса. Јас кога нешто сакам ќе ми кажат, ма тоа е обавезно ќе го направам. Да. Обавезно ми се исполнува. Да. Се исполнува, но не заради тоа што не само заради тоа што многу сакам, туку затоа што околу моето сакање сум изградила систем, сум изградила структура. Така, јас сакам да, не знам, еве некој пример да земеме, да играм тенис. Но Ако не е немам доволно дисциплина. само да сакам. Ако јас немам дисциплина, ако не си ги закажам тренинзите, не знам колку пати неделно би требало, ако не си ослободам од слободното време и не си го ставам високо на листата на приоритети, јас никогаш нема да научам тенис. Значи, јас можам да сакам да научам грчки. Ама ако не знам тетрадка, ако не знам пенкалце да запишам, Duolingo, ако не се претплатам и така натаму. Ако не повторувам. Ако не повторувам, ако немам конзистентност, ја можам да. да сакам до утре сабајле. Така што, тоа е да, тоа е еден мит онака. Доколку не е подкрепен со структура, е чист мит. Так. Баш тука сега ми го земавте зборот околу структурата, нели, во подготовката за емисијата кажувате на еден многу чест пример, нели, сите еве сакаме да идеме во теретана и пред да почнеме да одиме во теретана, ние се снабдуваме со сето она што ни треба, нели, не знам, опрема, најчесто така. И ајде, ќе почнеме еден ден, два, три, една недела и така натаму, и потоа престануваме, се откажуваме, укажуваме дека немаме време, приоритети дека имаме други, дека сме уморни и така натаму, и заклучувате дека проблемот е до структурата. Што значи тоа до структурата е проблемот? Да. До оној систем кој што го градиме или? Вака, кога ќе тргнеме ние да правиме нешто и сега сме мотивирани за теретана. И прво што правиме се купуваме, поготово помладите, па да бидат вакви такви, нели, да бидат убави, така се. Нема ништо лошо во тоа. Тоа се си е таман. Меѓутоа, ако тоа не го поврземе, тоа може да функционира една недела, еден месец, додека да ме видат сите колку сум убава во теретана и дотерана, изгодна и не знам што. Но ако не го поврзам автентично со лична потреба, ако не стасам до мојата внатрешна мотивација, јас по 2 месеци ќе се откажам. Ако стасам до внатрешната мотивација, зошто ми е важно да вежбам? Јас, например, вежбам, зато мојот мотив е моето здравје. Така. И тоа како е интегрирано не само во моите убедувања, вредности, во високо на листа на приоритети. Со еден ваков внатрешен мотив градиме јасна структура. Јас можам и не морам да имам не знам каква опрема. Јас одам. Може да врне, може да е ладно. Јас одам. Значи, кога ќе обезведиме внатрешна мотивација, рака под рака со внатрешна мотивација оди градење структура. Колку пати неделно одам? Каде одам? Што ќе вежбам? Зошто тоа го вежбам и така натаму. Кога тоа ќе го постигнем, јас веќе околу тоа и структурата на останатите активности ја прилагодувам. Значи, ако мене ми кажат моите другарки ќе дојдеме кај тебе во дворче, не знам тој ден, јас викам не доаѓајте тој ден, дојдете следниот, јас сум тој ден таму и таму.
Така. Значи, и другите активности околу таа структура. Технички идентитетот го креирам околу работите што ми се значени, зашто сум внатрешно мотивирана. Така. Да, се сложувам со тоа. Сестре, ќе дозволиш пак 2 звездички. Нема проблем. Ајде сега кога сме тука, еве тргнуваме во процесот и првото за разочарување кое доаѓа може да не демотивира, нели, да престанеме. Како одговор на тоа? И втората звездичка е дали можеме да зборуваме за мотивација која е, ајде да речам, има смисла, еве баш сега околу теретаната, нели, водењето на таков начин на живот, каде што мотивацијата ми е, разликата меѓу мотивацијата ми е моето здравје, така, или мотивацијата ми е плочките кои што ќе ги покажам на плажа. Добро, има разлика. Но за некои луѓе е подеднакво вредно. Така. Да, зависи. Вака сега, еве да почнеме од плажата или од демотивација? Демотивација, да. Што е многу важно, кога нештото ќе нема да го направиме и ќе не демотивира, многу е важно како реагираме на тоа. Многу е важно кога нешто не сме успеале, да не го залепиме за целокупната наша личност. Што значи тоа? Тоа не значи дека јас како Тина не сум успешна. Тоа само значи дека во оваа работа, во овој момент, овој дел од задачата не сум го завршила. Но и понатаму останувам добра во, не знам, одгледување на цвеќиња или во нешто друго што го работам. Доколку го заштитиме и доколку го именуваме, го издвоиме само како единечен сегмент, тогаш за тоа не ја загрозува нашата личност, можеме да го искрепиме и не само што не делува демотивирачки, туку ќе кажам следниот пат на вистина ќе се обидам да постам и целиот пост да го од прв до последен или од почеток до крај да го искрепам. И тука е предизвикот, значи, окей, овој пат не успеав, ама тоа не значи дека јас не можам. Тоа само значи дека овој пат не успеав да постам. Следниот пат ќе се обидам од почеток до крај. Ќе видам како ќе ми оди. Така што, ако неуспехот го сватиме како предизвик и мотив следниот пат да се обидам повторно и повторно, па Новак Џоковиќ кога ја освои Олимпијадата? Кога сите мислевме дека ќе се пензионира. Зошто? И по неколку неуспеси. И после неколку неуспеси, да. Зошто? Па беше упорен, беше истраен, доследен, јасна цел, идентитет врзан околу таа цел, структура, дисциплина. Значи дисциплината е поважна од мотивацијата. Па на долги стази за да обезбедиме одржливост, да, во почеток мотивацијата е импулс, како велиме искра. Ама нема оган без дисциплина, не може да се разгори. Значи мора тоа да некако да трае. Да обезбедиме како ако не со дисциплина. Во психологијата само дисциплината ја сметаме за највисок степен на почитување на самите себе. Значи ако се сакам себе си, јас сум дисциплинирана. Дали било тоа во исхрана, дали било во работа, дали било во вежбање, дали било во улога на мајка, дали било во различни улоги што ги носиме. Тоа се смета за клуч кон еден од клучните фактори кои што не води до ментално здравје. И јас верувам во тоа. Така. И во однос на втората звездичка. Втората звездичка, да. Мотивите се различни. И нема ништо лошо во тоа. Мотивите се различни, како што и луѓето сме различни. Друго, јас еве да не ги откривам годините, 6-та деценија и така натаму, природно е здравјето да ми е мотив. Ама на 20 години, дека мене здравјето ми било мотив. Значи, сакам да кажам, многу фактори играат улога. И тоа е во ред. Друго, ако некој имал проблем, например, обезитас, прекумерна телесна тежина, и успеал, јас како психолог, јас стварно мислам дека треба да сме флексибилни и да ги прифаќаме различностите. И ако тој некој успеал да ослабе 50 килограми, 60 килограми,
И на плажа сака сите, и нели и вежба и држи дет, сите сака да ги видат плочките. Па плочките се уствари што велат? Јас можам, мене ме бива, види што направив. Така што тие плочки се прекрасни. Нели, навистина. И немаат помала вредност од моето здравје, па тие се во функција на ментално здравје. Така не е се само. Така што луѓето сме различни и тоа е во ред. Ако некого го мотивираат плочки, тие нека бидат. Ако некого здравје, така нека биде. Да, но веројатно не може едното без другото. Ако се труди за здравјето, ќе дојдат и плочките, ако дојдат плочките, ќе дојде здравјето. Сигурно ше така. Зависи од која перспектива ги наблюдуваме, ги гледаме нештото, да. Ти на денес сме сведоци на многу мотивацијски книги и многу мотивацијски видеа. Што со нив? Имаат ли тие долгорочен или краткорочен ефект? Јас би рекла не многу, туку дека сме бомбардирани од мотивацијски книги, мотивацијски видеа и исто така нема ништо лошо во нив. Да, сами по себе не се лоши. Сами по себе не баш се лоши. Баш може да запалат искрата за која што зборувавме претходно. И тоа е одлично. Но не е доволно. Так. Ако после нив не следи акција, ништо не сме направили. Јас можам да изгледам не знам колку видеа мотивацијски за, не знам, вежбање, за надворешен изглед, за плочките и така натаму. Арно, ама, ако уште додека трае видеото, јас не се јавам да закажам термин во теретана, или ако уште додека трае видеото не станам и не почнам да вежбам со таа тетка таму што ми покажува како се вежба, ништо не сум направила. Така. Таа акција, тој прв чекор е клучен. Инаку видеата остануваат само симпатични видеа. Ништо повеќе од тоа. А може да поттикнат и во таа смисла се корисни. Но за да го разгорат огнот, треба дејство, треба дисциплина, структура. Се врти околу тоа. Па така, многу логички, нели, ќе го запалиме огнот, ако ја немаме навикат, односно дисциплината да ставаме дрва, ништо. Ќе се изгасне. Ништо, некако се врти околу тоа, околу истрајноста. Така. Да. Тина, би сакала да проговориме за една тема која што верувам дека ќе им биде од значење на гледачите. Пред емисијата малку го начнавме тоа. Еве сега, може би повеќе да го дискутираме. Демотивација, очигледна и скриена. Кога е очигледна, ако сме позрели, може би знаеме како да се справиме. Меѓутоа, што со она демотивација која што е скриена и која што ти ја нарече инструментална? Да. Ако сме освестени е лесно. Ќе ја препознаеме и ќе си помогнеме. Ако не можеме сами, нели ќе поразговараме со некого, не мислам тоа не мора секој да е стручно лице, доволно е да е некој што е искусен. Споделиме. Да споделиме. Меѓутоа, ако не постои свесност, ако немаме увид, тогаш оди низбрдо, оди надолу. И тоа едноставно тука некои цели остануваат нереализирани, незавршени. Сега, кога има инструментална вредност, и тоа е форма на мотивација, вака не би сакала да звучи грубо, меѓутоа некогаш работите што ги, односно секогаш ние сме целисходни битија, се што правиме има одредена цел, тоа само по себе не е лошо. Но ако е инструмент да добиеме нешто, понекогаш може да биде вулгарен. И може да има призвук на манипулација. Значи, еден ученик ќе учи, ќе, не знам, носи дома петки или ќе, не знам, ќе го мести креветот дома и така натаму. Зошто? За да му купат мобилен телефон. Кој е мотивот? Всушност, местењето кревет и петките имаат инструментална вредност да го добие телефонот. Сега овој пример вака е можеби банален, меѓутоа содржи елементи на манипулација. Во секојдневието може тоа да биде многу погрубо, може да биде многу повулгарно и може понекогаш да не доведе во ситуација да се почувствуваме злоупотребени или употребени. Доколку не го добиеме телефонот? Не, доколку некој ни го земе телефонот на таков начин, да. Да, затоа што
мојата добрина, Така. така, или мојата верба, или одлуката свесна да ризикувам и да ти го дадам и покрај тоа што не сум сигурна, сепак ќе ти го дадам телефонот, може да не стави во позиција дека сепак бев изиграна. Се овде телефонот има символичко значење. Во светот на возрастните може да биде многу сурова манипулација, да. И може да се чувствуваме изиграни. Но тоа не е на нас. Тоа е на тој што ја турка играта. Така. Нему му стои како печат, негово дело е како ќе се носи со тоа. И мојот дел од одговорност е што јас сум одлучила да верувам. Така. И јас ја носам, нели, како таква, го носам ризикот дека можам да бидам на некој начин изманипулирана. И можам да живеам со тоа да бидам изиграна. А тој што ме изиграл, дали може и како ќе живее со тоа, тоа е Негово. Да, тоа е негово, тоа не е. Но дали постои, еве во таквите релации, дали постои опасност да се изгуби довербата? Еве, ние може би сме одлучиле, како што и самата кажуваш и како што зборувавме пред емисијата, сме одлучиле дека е побезбедно да сме наивни во таквите релации и да ја дадеме довербата од самиот старт, иако предчувствуваме, знаеме дека може би сепак ќе бидеме злоупотребени. Меѓутоа, и тоа не менува. Меѓутоа, дали постои кod одредени личности опасност, ризик да се повлечат, да се затворат, да се обесхрабрат? Да, и тоа зависи од степенот на емоционална зрелост. Јас сум одлучила дека ќе го преземам тој ризик со полна свесност дека можем да бидам изиграна, изманипулирана, искористена и така натаму. И ќе се носам со последиците. Но, доколку личноста нема доволна емоционална зрелост, тоа разочарување може да оди до степен на некаква форма на личносно разградување во смисол на себе обезвреднување, јас не можам да проценам, не ме бива, не знам, секогаш мене вака ми се случува, или другиот модел може да биде затворање, изолација, да не им се верува на луѓето и така натаму. Инаку, вербата е работа на избор. Така. Работа на одлука. И многу е лесно кога ќе одлучите да верувате. И потоа веќе не сте под ризик. Точно. Не сум под ризик. Ако јас сум одлучила да ви верувам, јас веќе не сум под ризик. Тоа што вие ќе го направите, за вас кажува, да. Вие губите. Да. Така што не е страшно да им се верува на луѓето. Така. И покрај реални ризици. Реални ризици. Так. И сега тука да не вклучуваме бизнес сектор и така натаму. Меѓутоа тоа не би го... Добро, сега тоа е друго. Да, не би го толкувала како меѓучовечка доверба или недоверба. Так. Отец Бобан, или да продолжам јас, бидејќи имам нешто да да Не, нема звездичка сега, но да, реков да гледам не дека имаме многу митови. Да. Како на тоа, например, кога си уморен дека ти фали мотивација или дека Да. стравот ти, не знам, ја убива мотивацијата. Да, во однос на тоа дека си уморен ти фали мотивација, тоа повеќе заморот би го толкувала како една биолошка димензија, еден аларм што му треба на телото. Повеќе би се движела во таа насока дека кога сум уморна, ми фали одмор. Значи, не би ја дискутирала мотивацијата како момент. И кога ќе се одморам, нели, ако денеска сум учела многу, ми фали одмор, утре ќе продолжам, не сум немотивирана. Туку вечерва не можам, бидејќи сум уморна. Телото ми кажува, умот ми кажува. Кој беше вториот ми? Дека Стравот текочи. Така, стравот. Стравот е една така чудесна емоција, би рекла. Да. Како рековме, со некои видови на страв науката се дебатира дали се раѓаме или многу рано ги стекнуваме, но како и да е, стравот по својата природа не е страшен. Ете тоа да го демистифицираме. Еволуцијата ни го дава да не заштити. Ние треба да се плашиме од работи за да се заштитиме. Треба да се плашам од змија за да не ме касне змија. Или треба да се плашам, не знам, од брзо возење за да не загинам некаде. И така натаму. Така што тој сам по себе не е страшен. Може да делува и како фактор кој што мотивира,
и како фактор кој што демотивира. Така што дали е мит или е вистина, би рекла делумно. Делумно. Да. Може да мотивира, зошто? Затоа што ако се плашам за своето здравје, нели, ќе престанам да пушам. Или воопшто нема да почнам да пушам. И тоа делува мотивирачки, така? Така. Или од X други работи, ако се плашам, ќе направам нешто во таа насока и тоа може да има прилично, така наречена интринзичка мотивација или внатрешна мотивација. Меѓутоа, вистина е исто така дека стравот може и да делува демотивирачки. Например, ако треба да имам јавен настап, така, и тоа може да биде стварно страшно и многу трема и многу нелагодност да предизвикува. И сега, ако мојот образец на размислување, ако моите мисли велат дека ова е ужасно, ова е страшно, ќе се избрукам, сите ќе ме слушнат, што имам јас паметно да кажам? Јас ни случајно нема да прифатам јавен настап, дали било на подкаст, дали било презентација некаква пред колеги и така натаму. Но ако јас си кажам, окей, до сега не сум била, ова ми е прв пат, ова е предизвик за мене, па како ќе научам? Тогаш, заедно со својот страв, влегувам во ситуацијата. Јас ако се прашувам, единствен начин да го надминеме стравот е преку соочување. Не мора тоа соочување да биде драматично, затоа постои првиот чекор. Затоа постојат малите скромни чекори, тие се многу значајни. Значи, ако јас се плашам да пливам, јас не морам да отидам со чамец сред море и да се фрлам. Јас ќе влезам прво до глуждови, па до колена, во плиткото, па ќе се моткам тука, па ќе ставам гума, таму не знам. И ќе го надминам стравот, преку така наречена постепена десензитизација. Но, односно, постепено навикнување. Но, ако го негувам тој мајндсет дека за мене пливањето е предизвик, и јас ќе научам. Порано или покасно, ова лето или следното лето. Ќе научам, сакам да учам, сакам да запознавам нови работи, сакам да стекнувам нови искуства и ќе научам. Но ако е ужасно е да се плива, што ако се удавам, што ако има ајкула, што ако медуза ме допре или не знам што, веројатноста да влезам во вода е многу мала и скоро никаква. И во тој контекст стравот може... Всушност, стравот не е проблем, проблем е нашата интерпретација на стравот. Дали ќе го интерпретираме како нешто ужасно, страшно што може да не загрози, или како предизвик, со кој што сум јас подготвена да се соочам, заедно со моите стравови. Пак, кога сме тука, често пати знаеме со стравот да правиме на демотивација, воспитувајќи ги преку страв децата, например, плашејќи ги со одредени работи, ги демотивираме тие потоа нели да влезат можеби во такви некои сфери или предизвици. Често слушаме сега како го плашат детето, например, не знам, со свештеникот. И оно утре тоа стварно го има. Нема нели желба, нема мотив, нема мотивација да некогаш да пристапи. Апсолутно, па, затоа што во неговиот мозок асоциацијата на свештено лице е со страв. Да. И кога таа асоциација ќе се направи, па зошто он би влегол во црква или во... Да. Боже. Или ги, јас сум била сведок кај што ги плашат своите деца, ќе те однесеме во дом за деца без родители. Мислам, тоа ми се стварно драматично. Тоа е прво драматично за детето, тоа значи ќе те напуштам, ќе те оставам ако не си умен. Тоа е. Тоа па внесува и утре и таквиот да се изгради кој што ќе нема респект некаков или сочувство или емотивен момент кон таквите деца кои што таму живеат. Тоа е второто, да. Првото е што му правам на моето дете, а второто е како ги етикетирам, па што им фали на децата без родители. Така не се помалку вредни. Нивниот живот нема помало значење. Повторно се враќаме на муаветот за вредностите. Точно. Кога сме кај стравот, како предизвик и како пречка, едно искуство, може би смешно, би сакала да го споделам. Многу долго време имав страв од возење во лифт. Или од возење во ски лифт. Значи, од се што виси, не можев да откријам. Од се што е лифт. Да, од се што е лифт, да. Не можев да откријам од каде ми е тоа. Меѓутоа, навистина ме кочеше да стасам до 15-ти кат
побрзо и секогаш избирав да одам, тоа е друга придобивка, меѓутоа еве некогаш брзаш и мора да искористиш лифт, но сепак заради стравот ќе се качуваш пешки по скалите до 15 кат. Меѓутоа во една ситуација која што ме снајде минатата година, морав да се соочам со тој страв и да го надминам, затоа што не можев да стасам, бев сместена во еден објект каде што не можев да стасам до мојата соба освен преку лифт. Кој што пак и не беше нешто многу нов и безбеден, меѓутоа соочувањето навистина ми помогна да... Тоа е единствено решение. После 32 години работа, јас друга стратегија не применувам веќе, да. И веројатно на што се должи тоа, дека човекот кога ќе го здоби искуството, веќе знае дека мозокот сака познати работи. Кога нештото за него е непознато, тој во принцип избегнува, се плаши или во најмала рака има некоја дискомфорт, анксиозност. И кога јас прв пат ќе влезам во лифт, ќе му покажам, па чекај, ова не е опасно. Така, прв пат ќе влезам и јас со моите клиенти знам да влезам во лифт. Втор пат ќе влезам, место само до прв спрат ќе скачам до 5 спрат. После тоа, они ќе се возат во лифт и јас со нив на телефон зборувам. И ја правиме таа постепена десензитизација всушност. Мозокот веќе во искуството има не еднаш, не 2 пати, 3 пати, 13 пати, дека поѓе во лифт, па ништо страшно не се случи. Јас се возев во лифт. Па потоа и уидот, па јас можам да се возам во лифт. И е таа мотивацијата. И после тоа бараат згради кај пријатели кај што и до први спрат ќе се возат во лифт само за да се го имаат она чувство јас можам. Инаку да, тоа е најдобар начин за справување со страф е соочување, уствари еве животот. Ја понудил единствената алатка уствари. Што ако ти на сестра Ефимија немаше мотив да го направи тоа, туку побара од гостоприемникот да испушти јаже и да се качува преку прозор? Јас во овој случај би го замолила да не и дава јаже за да се соочи. Инаку, ако е стравот интензивен, сигурно би се искористила со алтернативно решение. Ама, ако имам мотивација дека чекај, сега овде сум нова средина, други луѓе не се Срамот треба да го вратиме во мода. Срамот е многу важна алатка, го изгубивме. И всушност еве го резултатот. Па да, срамот веројатно. Тоа го велиме, неки не разговарав со еден човек, рече, ме недостига, знаеш ли што да видам? Јас реков, секој знае што ќе каже, вели, да му зацрвенат обравчињата на некое дете кога се срами, нели, од одредена ситуација. Мислам дека многу ретка слика е веќе тоа. И па тоа е дел од она што го спомнавме, нели, на сосем кратко вредностите. Таки многу работи се поинакви, поинаку ги доживуваме. Така, на моја голема радост и на моја, ќе кажам, привилегија која што не му е скратена никому, јас растев воспитувана од мојот старец, отец Партени, и пред да дојдам во манастир, прилично сум страмежлива како човек. Еве тоа можам и слободно да го кажам, и се уште е тоа така. Меѓутоа, понекогаш, веројатно во некој период на адолесценција, сум сметала дека можеби ми е пречка. Но кога еднаш пред отец Партени тоа го открив, дека јас не можам тоа да го направам бидејќи чувствувам одредена доза на страм, баш така благонаклонето ме погледна и ми кажа, тебе срамот те заштитило многу гревови. И јас тогаш сватив дека уствари тоа е една особина која што е една вистина посакувана. Зошто тоа го сакаме сите? Што препознаваме? Скромност и срам. Така. Што видовме кај него? Нешто што кај неговите врсници многу помалку беше застапено или го нема, или зошто се идентификувавме, зошто до ден денес го славиме. Така, јас не пропуштам на когниција на страната, било негов роден ден или нешто, многу често, затоа што имаше доблести кои што денес се ретки. А преку потребни. Така. Тина, уште еден мит, ако дозволиш. Ќе бидам мотивиран кога ќе видам резултати.
И да се надоврземе на тоа, нели, дали мотивацијата како вештина се гради, се изградува, како да речем. Так. Може ли резултати без подвиг? Не може. Не може. Значи, едноставно прво не може да мотивацијата често пати следи после акција, после тој фамозен прв чекор всушност. Се до тогаш може да биде на ниво на идеја, на ниво на замисла, меѓутоа суштински се мотивираме кога ќе го направиме првиот чекор. И нема мотивација без акција. И повторно, ако ги поврземе тие, како можеме да ги поврземе? Затоа што за да имаме акција, нас ни треба систем, ни треба структура, ни треба дисциплина, да го направиме тој чекор, да истраеме во тој чекор. И како ќе го направиме првиот, тој не мотивира. Па ќе го направиме следниот. Фактички е делумно е можеби мит дека нема мотивација без акција дека е возможно. Јас би рекла дека не е возможно на вистина. Можеби на самиот почеток, ама потоа за да истраеме, едноставно мора да го продолжиме со некакви дејствија, со некакви активности, со некакво целисходно поведение од каде што понатаму ја црпиме мотивацијата. Так, да. Разбирам. Не, што сакавте да поврзате? Дали како вештина се изградува, се гради? Во некоја смисла, ако треба да одговорам симплифицирано, мотивацијата може би рекла дека не се гради. Таа е флуидна, не е нешто што е константно, конзистентно и така натаму. Меѓутоа се гради. Се гради преку градење на навики, преку градење на автоматизми. Така, го правам денес, го правам утре, го правам задутре. И околу тоа потоа, околу тие автоматизми, градам структура, секоја, нели, постигната цел, нели, како рековме, сум ги научила буквите. Така, па тоа ме мотивира. Па сум ги научила, не знам, деновите во неделата, месеците во годината, па тоа ме мотивира. И секој ново, екстра, следен чекор ме мотивира. Така што технички, за да ја изградиме мотивацијата, ние треба да изградиме структурата. За да изградиме структурата, треба да негуваме дисциплина. За да негуваме дисциплина, треба да почнеме од самодисциплина. Така што системе не едно. Ние некогаш како да сакаме на тоа дека мотивацијата треба да биде постојаната суштина на нештото. Веројатно не, тоа е нешто иницијално, потоа е добре дојдено, нели, да го има, но не е она кое што е примарното и околу кое што треба да ги врзуваме веќе работите, зашто самата кажавте, нели, доаѓа веќе дисциплината, доаѓа навиката, доаѓа желбата, љубовта, контактот и така натаму. Мотивацијата е стварно двигател. Стварно е, навистина е двигател. Ќе слушнеме нешто, ќе видиме нешто, некого може да не мотивира, може да не инспирира. Добар професор може да не инспирира. Добра книга може да не инспирира. Една ваква емисија може да не инспирира. Но не е одржлива како таква, ако не ја темелиме на некакви други вредности. Како некоја куќа. Така, колку повеќе темели има, толку е поставилна. Истото важи и со мотивацијата. Но, без да ја имаме, па го немаме првиот чекор. Така што низиното значење е големо. Само што да не ја симплифицираме и да не сведеме на тоа дека тоа е најважно единствено. Не е толку едноставно. Важно е, неопходно е за многу ситуации, но не е единствено. Така. А дали ти насметаш дека постои прав момент на превземање на одредена акција? Прав момент, не знам дали треба да чекаме да се наместат сите коцки за да превземеме? Не, затоа што постои прв чекор или прав чекор, прав момент не, зошто? Што сакам со ова да кажам. Некогаш правиот момент ни служи како изговор да избегнеме некои работи. Сега не знам. Обично велиме кога ќе имам повеќе време, тогаш ќе почнам. Тоа може да и произведи на страф на некој начин. Да. Зад изговор често стои страф. Страф од неуспех, страф од многу нешта.
Така што прав момент е нешто што речиси и никогаш не постои ако ние не го направиме прав или ако не го наречеме дека е ова правиот момент. Инаку е изговор, зошто не почнувам сега со, не знам, некој нов бизнис, па не знам, условите се вакви, па не знам, економска криза, па не знам што, или зошто сега, не знам, не се запишам на вежбање, па ќе одам на одмор тогаш, па се враќам тогаш, па од тогаш до тогаш, па на 1 јули ќе се запишам. Значи, тоа се често пати ни е изговор. Ако сакаме да се избориме со правиот момент, најефикасен начин е првиот чекор. А првиот чекор е соочување со стравот. И повторно влегуваме во тој некој системот. Затоа велам, човечкиот ум е стварно многу комплексен, многу е сложен за да можеме да го подведеме под едно нешто, што би се нарекло мотивација од една страна. А освен што сме сложени и комплексни, па сме и променливи. Па таман мислиме сме научиле нешто за себе, па животот не сменил, некој искуство не сменил. Да, и денес и како да не знаеме дека и треба некогаш и мораме да ризикуваме. Нели, еве, често пати тој пример е и јас то малце ми е свеж, деновиве со еден брачен пар разговарав меѓу разликите што постојат кај нив околу тоа, треба да веќе конечно да се потрудат, нели, да го решат стамбеното прашање. И сега нормално сопругот, ајде тука разумноста можеби е кај мажите појаката страна отколку емотивноста, нели, кај жените, ако можеме некоја таква дистинкција да направиме. И сега он не сака да влезе во тој потфат, затоа што не знае дали ќе успее, се плаши дали ќе биде жив, да не остави товар, нели, на своите и така натаму и така натаму. И јас му велам, ако не направиш ризик, никогаш нема да го решиш тоа. Па сега викам, што друго бреме им оставаш? Еве, тебе може да ти се случи нешто, да те нема така, па ќе ги оставиш цел живот под кирија и така натаму. На крај на криштата и ние забораваме на една голема димензија во која што веруваме, живееме, а тоа е промислата Божја. Ние всушност никој не си го знаеме судниот ден. Да, се може да се случи, како јас постапувам со моите клиенти, нели? Не сум сигурен што ако ова се случи така, што ако мене нешто ми се случи, што ако еве оставам кредити, чуда, долгови и така натаму. Јас често пати, многу често знам да кажам дека ние всушност никој не знаеме кога е нашиот, нели, суден час, до кога е, не знам, до кога ќе живееме и така натаму. Но тоа не е причина. Јас можам да излезам од овде и да ме удри кола. Не е демотивирачки фактор. Но тоа не е причина да јас не дојдам на подкаст. Дали може да ме удри кола? Па во Скопје многу често е тоа, за жал. Додуша можда не сега толку често, дај Боже. Но како и да е. Со Safe City има напредок. Да, се надеваме. Како и да е, не би требало да биде нешто што не одвраќа. Едноставно влегуваме во нештото. Го правиме првиот чекор. Што ќе биде стварно не знаеме. Навистина не знаеме. Па по таа логика не треба да раѓаме деца. Така што ако ме нема. Најголемиот страф на родителот без мене после. Што ќе прави детето без мене? Мислам, детето и без мене ќе преживее секако. Иако стравот е до степен на ужаснување, нели? Дали општеството, еве, да ја придвижиме емисијата некако до крајот, бидејќи мислам дека ги разработивме повеќето од митовите кои што се познати на публиката. Дали денес, пак ќе ги спомнам младите, се помалку мотивирани од оние млади кои што живееа пред, еве да кажам, 1-2 децении? Дали се помалку или или постои поголема неизвестност? Да, тоа сакам да кажам. Не би рекла дека се помалку мотивирани. Они се само поинаку мотивирани. Јас не знам што е подобро, што е полошо. Јас само знам дека е различно. Нели, што спомнавме пред емисијата или како беше, кога ние сме почнувале нешто, сме биле мотивирани да истраеме. И сме биле подготвени дека за вредностите, за високите вредности или правите вредности потребно е време, потребно е трпение, потребно е многу напор, многу труд. И ние сме влегувале мотивирани да истраеме по тој пат. Младите, новите генерации сега, се мотивирани да завршат бргу, да завршат веднаш. Јас не знам што е подобро.
Или можеби имам некое мое лично мислење кое мислам дека не би го вака. Но во секој случај мотивацијата е различна. Сакаат сега, сакаат веднаш. Ако ние кога сме стапувале во брак, сме биле, нели, ќе стапиш во брак, па потоа создаваш. Дали ќе купиш стан, дали ќе купиш сега кола. не сакаат. Не, сега сакаат се да направат, па потоа брак, па потоа деца. Така што, јас пак ќе кажам, јас не знам дали е тоа подобро или е некоја вредност со која јас сум растела подобра. Различна е. Так. Секое време има свој печат. Так. Свој Свое бреме. некакви, да. Секој Различно. време Има свој свое бреме. бреме. Точно, Да. ево, не сум го слушнала, баш ми се свиѓа. Да, баш така. Така што нивната мотивација е различна, поинаква е и тоа е во ред. Различни се и околностите за Да, живот и да. ние мора да најдеме начин да действуваме согласно тие околности. И да ги разбираме, да се разбираме. Така. Да се разбираме. Јас тоа така малце ми е во мое време. Мислам, кога Па било тоа време помина. Тоа веќе Да. нема мое твое време, ова е времето. Сега и ајде Така. сега да се разбереме што мене ме мотивира, што тебе, нели? Каде да се најдеме, некаде на средина. Така. И Да. уметноста на живењето е во комуникацијата, во разбирањето. диалогот, Разбирањето, да. Ако можеме да го сублимираме денешниот разговор околу мотивацијата, што би можело вака една кратка порака за гледачите, за нашите гледачи да кажеме? Неопходна е, но цело е кога има се. Да. Ова не го спремам. Така, сега да така, така, така. Да, не може без Да. неа, но не е доволна за Така, поголеми резултати. така. Акцијата создава мотивација. Така. Да. И внатрешната мотивација трае. Така, баш така, баш Да. така. Одлично. Јас сум Отец наред. Бобан, ти си наред. Да, иако мислам дека преубаво заклучивме и завршивме, ете јас само би потенцирал дека веројатно она што го зборувавме на крајот, дека нека секое време си носи своји предизвици, своја содржина, но можеби околу мотивацијата секогаш останува едно нешто, а тоа е дека не смееме да се обесхрабруваме и да се разочаруваме, туку треба да се трудиме, да деламе и да делотвориме и да не мислиме дека се ќе го добиеме, нели, на брзина и веднаш, туку дека мотивацијата треба да произлегува и од тоа што само се трудиме, без разлика дали посакуваниот резултат ќе дојде сега или никогаш. Во духовниот пристап кој што го имаме, јас честопати знам на луѓето кои што се во некаква си состојба, можеби веќе и на анксиозност и на неделотворност, да им кажам дека многу се лесни и едноставни работите. И им го посочувам примерот со чекорењето. Нели, дури имам случаи кога не сакаат да излезат од дома и јас велам, види колку едноставно, ама не, отец, за мене е тешко. Велам, не, многу едноставно. Ајде стани и преку вежба им го покажав. Мрдни ја едната нога напред за да направиш еден чекор. По инерција ти ја повлекува и другата и веќе правиш втор чекор. Тоа значи дека понатаму ќе направиш и трети, четврт и ќе излезеш надвор. И сега што ќе те предизвика? Сонцето што не си го видел, топлината, ветрот што ќе го почувствуваш, веќе многу нешта кои што те мотивираат да ја смени состојбата која те убива, сваќаш дека те убива, а не сакаш да ја променуваш. Или она што го кажа Тина како пример, ете сега таа ја научила азбуката на грчки, сега го има следниот предизвик или мотив, ќе може да почнува да чита и да пишува зборови. И така, од таму, па потоа да влегува во конверзација, па кога ќе оди на одмор, ако оди во Грција, ќе нарача кафе на грчки и сето тоа е дополнителен мотив. Значи да не се обесхрабруваме, но и да знаеме дека треба да се лишуваме за да добиеме, нели, резултати. До следната епизода во смисла ве очекуваме.